Бајколент. Аудио бајки. Кога баба се лути. Еднаш баба му се налути на Зоки. Веќе не знам зошто беше, но му рече: "Срам да ти е, Зоки, не зборувам повеќе со тебе." Но со кого ќе зборува Зоки ако не со баба си? Дома повеќе никого нема. Тато и мама се на работа, Лидија в градинка. Тој се замисли. Ами, ако те насмеам, бабичке, и тогаш ли нема да зборуваш со мене? Не, рече баба му, нема да ме насмееш. Тогаш Зоки ја зеде вазота и ја стави на глава па рече: "Гледај, бабичке, нели сум смешен?" Бабата го погледа, но не се насмеа. Зоки со машата си го исцрни лицето, а со карминот на мајка си нацрта смешни извртени мустачи. Бабата пак не се насмеа. Тогаш Зоки отиде во бањата, ја зеде четката за прашина, ја стави под мишка и почна важно да шета по собата. Но бабата ниту го забележа, ниту пак нешто од сето тоа и се стори смешно. Зоки рече: "Штраки, буки, кики, бум!" Но и тоа не го направи саканиот впечаток. На Зоки веќе не му текнуваше што да направи. Испи една чаша вода, го потрга Фигаро за опашката, погледна низ прозорецот, нацрта едно човече со 7 нозе, но ништо. Без баба си е страшно осамен. Најпосле се реши. Го зеде бокалот од масата, замавна и го истури врз главата. Водата плусна по подот, а бабата скокна разлутено. "Ти, нерани мајко, ти не послушко, знаеш ли дека ќе те натепам толку убаво што ќе запомниш?" Но Зоки, дури сега среќен, беше подготвен на се. "Ако, бабичке, ако, натепај ме, убаво натепај ме. Само те молам, зборувај ми. Не можам кога не ми зборуваш." Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.